Промена на примарна и секундарна водоводна мрежа на 4 улици во Штип, активности со помош на кои се намалува кражбата на вода, континуирани анализи на водата за пиење и добри резултати. Јавното предпријатие ИСР во Штип го презентираше сработиното во првите 4 месеци од 2024 година. Директорот Кирил Зајков посочи дека најмногу средства оваа година се потрошени за исплата на К15 и годишни награди на вработините, споредбено со истиот период лани. Предпријатие во зададениот период бележи загуба денес за преку 8 милиони денари, првенствено доколку се направи споредба за истиот период 2023, најголемиот паричен износ кој јавното предпријатие има, голема или троодупло разлика со 2023, тоа е со обврските кон вработените или во овој период јавното предпријатие благодарение на претходните добри финансиски извештаи успеа и смогна сили да ги исплаќа за воснетите побарување на работниците по основ на К15 и годишни награди. Тоа се обврски кои јавното предпријатие требало во одредениот период да ги сервисира, меѓутоа заради лошите финансиски текови во тој период не биле сервисирани, па така да ние со спогодба со вработените во периодот кој го образлагаме сега во периодот кој следува, имаме за цел да ги исплатиме сите овие обврски кон вработените. На седницата на Советот, загубата која беше прикажана од страна на Зајков предизвика реакција кај советниците од СДСМ, упатија низ прашања за потрошените пари на предпријатието. Зборуваме за зголемување и на приходен и на расходен дел. Велите сега од еден дел приходниот дел од зеленило не ги покривало само зголемувањето на плати и исплатата на регрес на годишно, меѓутоа претходно самите рековте дека имате зголемување на потрошен материјал, меѓутоа имате зголемување и на добивката во овој дел. Значи приходниот дел сразмерно растал за повторно да прикажуваме некоја загуба, а ви велам дека само по тој основ најкритичните точки ги земав, бидејќи ревелиме регресот на годишен одмор, исплатата, судските решенија, прифатливо сме разговарале веќе на тој дел и тоа е реален проблем кој што, меѓутоа имаме зголемување и на другите приходни ставки. Зголемените трошоци на долг рок ќе ги намала трошоците за судски решенија, вели Зајков. Додава дека се работи согласно планот на предпријатието со цел долгорочно решавање на проблемите и потребите кои ги имаат граѓаните.